Кратки најави за денес. Читаме гласно и раскажуваме. Проект на градската библиотека и основните училишта во градов. Започна постапката за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Кај Тушебишта не се градело, се чистел теренот, кажа министерката Шукова. Општина Дебарца ќе додели по 5000 денари на секој полуматурант. Четиристотини жардинери со саксиско цвеќе и оваа година за проектот Цветни балкони, цветен Охрид. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност. Попладне можна нестабилност која ќе донесе врнежи од дожд, грмотевици и форми на невреме. Максималните дневни температури во нашиот град 21 степен Целзиусов. Утре на најголем дел од Пиринејскиот полуостров, над Алпите, Апенинскиот и Балканскиот полуостров и на крајниот југоисток од Европа умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во петок умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и невреме. На крајниот југ и југоисток сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот утре од 22 до 29 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови времето сончево со локална облачност и топло. Попладне локална нестабилност која ќе донесе облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици и појава на порујни врнежи и невреме. Минималните температури од 7 до 16, максималните од 21 до 29 степени Целзиусови. Во Охрид во петок во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло, попладне развојна нестабилност која ќе донесе облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и услови за појава на невреме. Минималните 11, максималните дневни 23. Во следните денови времето претежно сончево и топло. Попладне услови за развојна нестабилност која ќе донесе умерено облачно време и локални врнежи од дожд. Минималните температури 11, максималните дневни 21, 22 до 24 степени Целзиусови во Охрид. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро,
повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Читаме гласно и раскажуваме. Деновиве во Националната установа библиотека Григор Прличев се читаше гласно и се раскажуваше на македонски литературен јазик. Овој проект библиотеката во соработка со 4 општински основни училишта во градов го реализираше со цел правилно, убаво, содржајно и сликовито, писмено и усно изразување на сопствените мисли и прочитани текстови од учениците. Многу прочитани расскази, раскажани приказни, многу нови пријателства. Деновиве се случија во Охридската градска библиотека Григор Прличев. Учениците од 3, 4 и 5 оделение, деновиве во рамки на проектот Читаме гласно и раскажуваме, имаа можност во период од 2 недели да прераскажуваат обработени самостојно прочитани текстови и прераскажуваат вистински измислени настани и доживувања. Вонземјани, диви животни, но и бескрајниот свет на пишаниот збор беа нивното небо, а градската библиотека нивното игралиште. Читавме приказни текстови, друго книги понекогаш читавме. Интересно ме беше нешто да правиме. Кој ти остана во сеќавање? Може би за осамениот облак? Не, за воземјан. Моето интересно нешто беше кога ние читавме, раскажувавме и кога читавме книги и ги раскажувавме. Мене ми беше омилен кога читавме и раскажувавме и го пишевме текстот од Здраво воземјани. Мене ми беше Нешто животни имаше во? да. И животните јадат овошје и Зеленчук. поканата до летото како гласиш? Да ни пушти многу Сонце. сонце, за да можеме секој ден да одиме на Плажа. Проектот Читаме гласно и раскажуваме е одобрен од Министерството за култура според годишната програма за работа на установата. Се работеше со 25 деца од 4 општински основни училишта во градов и тоа со ученици од Христо Узунов, Григор Прличев, Свети Климент Охридски и Братство Единство. Соработката беше обострана и затоа упатуваме голема благодарност како до директорите на основните училишта, така и на наставниците, а најмногу до родителите кои ни дадоа согласност да ги држиме часовите. А во изминативе 2 недели реализиравме практични вежби за читање текстови со различни содржини, со цел да ги надминеме потешкотиите во читањето и раскажувањето. Овие практични вежби беа одржувани во еден поинаков амбиент, значи во просториите на библиотекава. Децата се чувствуваа послободни од една страна, а од друга страна пак успеавме да ја доближиме библиотеката се поблиску и поблиску до самите нив. После 2 недели дечињата се послободни и потечно може да ги изразат своите мисли и чувства и собствени и прочитани, вели Лазеска Симоновска. Изборот и обработката на текстовите траел подолг период, бидејќи станува збор за проект прв од ваков вид во градот. Горди сме на соработката и меѓусебната помош и на наставниот кадар и на децата, објаснува Лазеска Симоновска. Мултииндикаторското кластерно истражување спроведено од Државниот завод за статистика вели дека 45% од децата од второ оделение имаат основни вештини за читање или можат правилно да прочитаат 90% од зборовите во расказот. Можат да одговорат на 3 прашања за буквални значења и за 2 изведени значења. 68% од нив правилно умеат да ги прочитаат зборовите, но само половина од нив успеале точно да одговорат на изведени значења. Започна постапката за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата, информираше Министерството за животна средина и просторно планирање.
Донесувањето на законот произлезе од потребата Охридското езеро повторно да се прогласи за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата, категорија 3, согласно Законот за заштита на природата на Република Северна Македонија, како и поради своите уникатни светски природни и културни вредности, како и геоморфолошките и хидролошките карактеристики, се вели во соопштението на Министерството. Датумот на одржување на јавната расправа дополнително ќе биде објавен. А во врска со градежните активности на брегот од Охридското езеро од албанска страна кај Тушемишта, за кој албанскиот премиер Еди Рама на 20 мај официјално објави дека во тек е изградба на шеталиште, денес министерката Шукова изјави дека неофицијално добила информација дека кај Тушемишта не се градело, туку се чистел теренот. Неофицијални, значи не се официјални информации, меѓутоа неофицијално дознавме дека всушност не станува збор за градење на пристаниште или марина, како што се зборуваше во јавноста. Се работи за расчистување на теренот и нема во моментот никаква реакција од УНЕСКО, бидејќи нема градба на таков вид на објект. Така да мислам дека се беше тоа барем до сега во делот на шпекулациите. Општина Дебрца ќе додели по 5000 денари за секој полуматурант. Советот на општината на вчерашната 20-та седница ја дополни годишната програма за развој на образованието за 2023 година. Советот на општина Дебрца на вчерашната 20-та седница ја дополни годишната програма за развој на образованието за 2023 година со уште една мерка, еднократна финансиска поддршка за учениците од завршните оделенија на основното образование, полуматурантите, со која општината ќе додели по 5000 денари на секој ученик кој го завршува основното образование. Исто така, до крајот на учебната година ќе бидат реализирани и другите мерки за учениците, и тоа доделување парична награда за првенец на генерација и ученици на генерација, доделување на парични награди на сите ученици кои учествували и освоиле награди на државни надпревари, исплата на ученичките стипендии за учениците од средното образование, исплата на студентските стипендии. Општината континуирано практикува мерки за мотивирање на учениците за постигнување подобри резултати и тоа ќе продолжи да го прави и во иднина, вели градоначалникот Зоран Ногачевски. Администрациите на Унгарија и Австрија преку твининг проект вреден 1 милион евра помагаат во хармонизација на европското и македонското законодавство за управување со отпад, но и во имплементацијата на законите. Потребна е силна општествена одговорност и на производителите и на потрошувачите, но и усогласување и обезбедување услови за секоја најмала општина за селекција, собирање и рециклирање на отпадот. Да го претвориме отпадот во ресурс, а не ѓубре, ќе се хармонизираат европските и македонските закони со кои се регулира управувањето со отпад. Унгарската фондација за заштита од климатски промени Сина планета со 1 милион евра финансиски средства од Европската унија изготви план за приближување на системите за управување со отпад во Северна Македонија до нормите на Европската унија. Преку твининг проект на Австрија и Унгарија ќе се помогне и во имплементација на законската легислатива на терен. Координацијата и воспоставувањето добра и отворена комуникација, како и размената на искуства и предизвици со кои се соочуваат сите чинители во синџирот на управување со отпад е клучно за поуспешна имплементација на законите и за исполнување на националните цели за собирање на отпад. Министерството за животна средина и просторно планирање има издржани планови и политики подкрепени со силен сет еколошки регулативи во кои е предвидено преземање акција во секоја фаза од производството и потрошувачката, објасни министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Она што е битно е дека го дохармонизираме законодавството во делот на проширена одговорност, каде што имаме сериозни партнери кои што треба сериозно да работат во делот на намалување на количините на отпад кои што финално ги депонираме и се согласно принципите на циркуларната економија. Потребна е силна општествена одговорност и на производителите и на потрошувачите, промена на целокупниот концепт и пристап во областа при што ќе се зборува за управување со ресурси, а не со отпад или ѓубре, но и усогласување и обезбедување услови за секоја и најмала општина за селекција, собирање и рециклирање на отпадот. Tackling the waste where it
is produced. Ова сега има врска со одговорностите на производителите и со справување со отпадот онаму каде што се создава. За ова да се спроведе, пред се ќе биде потребна законска проценка, но пред се успехот на ова исправување со отпадот во оваа држава ќе зависи од имплементацијата на законите, односно како ќе се спроведе од страна на надлежните. Европската унија веќе мобилизираше значителни средства за заштита на човековата средина, особено за управување со отпадот, но кога станува збор за имплементација на проектот, доцниме. Ги повикуваме надлежните институции за имплементација на терен за да се добијат и видливи ефекти. Секој треба да биде одговорен во извршување на обврските како производителите, така и потрошувачите, доколку сакаме да се справиме со отпадот. Според податоците на ресорното министерство, од над 70.000 регистрирани компании, само 1.600 плаќаат надоместок за отпадот, што го создаваат при производство на производите кои ги пласираат на пазарот. Договорена е заедничка и координирана работа на Министерството на инспекцијските служби, Царинската управа и Управата за јавни приходи, за да се надминат аномалиите во функционирање на системот, во кој доколку секој ја исполнува својата обврска, ќе поттикне развој на пазарните услови за работа, од што сите ќе имаме бенефит и секако чиста средина. Потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Охрид и Институтот Конфуций кој работи во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје. Во просториите на општина Охрид денеска беше потпишан меморандумот за соработка помеѓу општина Охрид и Институтот Конфуций кој работи во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје. Потписниците на договорот, градоначалникот Кирил Пецаков и двајцата директори на институтот, македонскиот професор доктор Владко Стоилков и кинескиот професор доктор Диао Веј, изразија подготвеност за целосно спроведување на обврските од меморандумот. Со меморандумот е опфатено изучување на кинескиот јазик, литература и култура. Предвидено е изучувањето да се спроведува преку едукативни активности кои ќе бидат спроведувани за ученици и вработени во општинските училишта. Понатака организирање на културни настани, семинари и работилници. Исто така опфатено е вршење размена на информации со училиштата за членување во домашни и меѓународни здруженија, учество и заеднички настап. Потписниците взаемно се согласија дека потпишувањето на меморандумот е само почеток кон продлабочување на соработката помеѓу Охрид и Народна република Кина преку организирање на настани и промоции, како и презентации пред потенцијалните гости во Охрид, информираат од општината. Општина Охрид ги известува сите учесници во сообраќајот дека од денес 1 јуни се затвора за моторен сообраќај улицата Кеј Македонија, односно од потегот од кружната крстосница со улицата Македонски просветители до крстосницата со улицата Ванчо Николески. Општина Охрид традиционално и годинава ќе го реализира проектот Цветни балкони Цветен Охрид и ќе додели 400 жардинери со саксиско цвеќе. Општина Охрид традиционално и годинава во рамки на одбележувањето на 5 јуни, Светскиот ден на животната средина, ќе го реализира проектот Цветни балкони Цветен Охрид. Во рамките на овој проект ќе бидат поделени 400 жардинери со саксиско цвеќе на жителите кои живеат на следните улици: улица Асном, Јане Сандански, Никола Карев, Сирма Војвода, Карпош Војвода, Галичица, Ванчо Питошевски, 8 септември, Мирче Ацев и улица Лазо Трпоски. Акцијата ќе се реализира во понеделник и вторник на 5 и 6 јуни. Граѓаните од горе споменатите улици кои се заинтересирани за жардинери со цвеќе, истото ќе можат да го подигнат во расадникот на јавното предпријатие Охридски комуналец од 9 до 13 часот, а со себе треба да носат копија од лични документи, лична карта или пасош за идентификација од кој ќе биде видлива адресата на живење. Од денес нема замрзнати цени. Надлежните уверуваат дека нема да има поскапување на основните производи, а доколку има злоупотреба од страна на трговците, веднаш ќе бидат преземени соодветни мерки. Од денеска престанува да важи владината одлука со која беа замрзнати цените на некои земјоделски производи: белиот и полубелиот леб, брашното, маслото за јадење, јајцата, оризот, тестенините, млекото и млечните производи. Се одмрзнуваат и цените на производите за лична хигиена. Според власта, непродолжувањето на мерката за замрзнатите цени на овие производи се должи на падот на инфлацијата во земјава, особено на прехранбените производи. Очекувањето на Министерството за економија е инфлацијата во
во јуни да биде пониска од 10%. Надлежните уверуваат дека поскапување на овие производи нема да има, а доколку има злоупотреба од страна на трговците, веднаш ќе бидат преземени соодветни мерки. Следуваат информациите од денешниот билтен на Савара Охрид. Синоќа во 18 часот на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на селото Изделглавје се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно моторно возило Fiat Ducato со струшки регистарски ознаки управувано од лицето ВС 37 годишен од Вевчани и патничко возило Volkswagen Туран со тетовски регистарски ознаки управувано од 60 годишниот МЈ од селото Палатица, општина Желино. При тоа, с добиените повреди, на местото починал возачот на патничкото возило МЈ, а смрт констатирал лекар од идната медицинска помош. Возачот на товарното возило ВС и со патничката во патничкото возило НБ 47 години од тетовското село Голема Речица се здобиле со тешки телесни повреди, додека 21 годишниот ХБ од селото Голема Речица, сопатник во возилото Volkswagen, се здобил со телесни повреди констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид на местото извршила екипа од Савара Охрид, а по наредба на јавен обвинител врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. На 31 мај 2023 година во 19 часот и 10 минути на крстосница од булевар Македонски просветители со улицата Партизанска во Охрид, полициски службеници од Савара Охрид го лишиле од слобода 54 годишниот СН од Охрид. Тој, откако ги забележал полициските службеници, фрлил пакување со кафеава прашкаста материја и се обидел да ја уништи. Од него било одземено кесе со траги од кафеава прашкаста материја. Подоцна при претрез во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени дигитална вага и повеќе предмети со траги од кафеава прашкаста материја. СН бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во продолжение вестите од светот. Сите сојузници на НАТО се согласуваат Украина да стане членка на Алијансата, изјави денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Сите сојузници се согласуваат дека Москва нема право на вето за проширување на НАТО. Напредуваме, сојузниците се согласни Украина да стане членка. Тој најави дека наскоро планира да отпатува за Турција на разговори за членство на Шведска во Алијансата. Зборував со председателот Реджеп Тајип Ердоган претходно оваа недела, во блиска иднина ќе отпатувам и во Анкара за да продолжам да разговарам за да обезбедиме најбрз можен прием на Шведска, рече генералниот секретар на НАТО. Вратите на НАТО остануваат отворени за нови членки, но една земја не може да се приклучи на Алијансата додека е среде војна, изјави денеска германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок. Во воздушен напад врз главниот град на Украина рано наутро загинаа 3 лица, меѓу кои 2 деца, објавија градоначалникот Виталиј Кличко и воените власти. 3 лица загинаа, 4 се ранети во областа Деснијан. Едно од убиените деца било на возраст меѓу 5 и 6 години, додека другото на возраст од 12 или 13 години, се вели во соопштението. Бројот на жртви го потврди и градоначалникот на Киев Виталиј Кличко, кој подоцна изјави дека во градот се случила серија експлозии и дека спасувачите се на местото на настанот и помагаат да го изгаснат огнот. НАТО го надгледува небото над Молдавија, додека повеќе од 40 европски лидери се собираат на самитот во близина на украинската граница за да покажат поддршка за двете земји. Собирот на 27 земји членки на Европската унија и 20 други европски земји во замок во Молдавија, на само 20 километри од украинската територија, представува безбедносен и организацијски предизвик за земјата од 2,5 милиони жители, која се наоѓа помеѓу Украина и членката на НАТО Романија. Присуството на овие лидери во нашата земја е јасна порака дека Молдавија не е сама, а не е ниту нашиот сосед Украина, која се противи на руската варварска инвазија веќе година и 3 месеци, изјави председателката Маја Сандун за новинарите заедно со Урсула фон дер Лајен, председателка на Европската комисија. Европската унија исто така има намера да го искористи самитот за да разговара за тензиите во Северно Косово меѓу владеачкото етничко албанско мнозинство и малцинството срби, кои ескалираа во насилство во последните денови, поради што НАТО распореди уште 700 мировници таму. Шефот за надворешна политика на Европската унија Борел рече дека вчера во Словачка го повикал косовскиот премиер Албин Курти да ја одигра својата улога во деескалирањето на кризата и се надева дека истата порака ќе му ја пренесе и на српскиот претседател Александар Вучик во Молдавија.
Тензии во бугарскиот парламент доведоа до пресметка меѓу пратеничките групи на Возраждање и продолжување на промените Демократска Бугарија. Во видеото од пленарната сала се гледа метежот што уследи почитањето на декларацијата на преродба. Дел од пратениците се собрале околу собраниската говорница, каде Цончо Ганев од преродба го исплукал Јавор Божанков од продолжување на промените, пренесе бугарската национална телевизија. Како што пренесе бугарската телевизија, на Мануел Пелков од продолжување на промените му ја одрале кожата на образот, а заменик од преродба завршил со скршени очила. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата, пријатно.